Денеска се одбележува меѓународниот ден на белиот стап. Во Република Македонија, според регистрите на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија, со оштетување на видот поголемо од 90% живеат повеќе од 2550 лица. Бариерата и ѕидот околу нив, кој е создаден полека, се руши, но истите се навикнати да чекаат. Истата слика се повторува со години. Националниот сојуз на слепите на Република Македонија се залага за остварување на сите човекови права за слепите лица, вклучувајќи го правото на писменост, образование, рехабилитација, вработување и адаптација на работната средина, независно живење со помош на персонални асистенти и тефлотехнички помагала, спортски и рекреативни активности, како и пристап до информации. Од Организацијата на Обединетите нации овој ден го искористуваат да укажуваат на тоа да се зголеми вниманието на јавноста кон нив, истовремено да обрнат внимание на пошироката јавност за слепилото и за проблемите со кои секојдневно се соочуваат слепите и слабовидните лица, да ги разбудат властите на секое ниво во општеството да земат учество и да овозможуваат фондови за превенција и едукација за слепилото, да обрнат внимание на јавноста, на граѓаните за тоа кога последен пат направиле комплетен офталмолошки преглед. По повод одбележувањето на овој ден во Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид се одржаа повеќе активности. Учениците има организирано културно-забавна програма, изложба на цртежи, креативни работилници. Директорот на училиштето Горанчо Јакимов истакна дека се вложуваат големи напори за да им се обезбедат на учениците услови и образование како што им е потребно. Како училиште постојано работиме во насока на подобрувањето на условите и на квалитетот на наставата, така да токму во таа насока се реализирани повеќе проекти кои што всушност допринесуваат за да квалитетот на наставата и условите во кои што се изведува бидат навистина на ниво на кое што посакуваме ние или односно им е потребно или го посакуваат нашите ученици. Во моментот во нашето училиште учат 40 ученици кои што се распределени во основно, средно, стручно училиште, основно музичко и паралелно функционира ученички дом за ученици кои што не се од територија на градот Скопје. Во рамки на одбележувањето на денот во училишниот двор беше промовиран проектот за овошна сензорна градина, која ќе биде во функција на учениците во текот на целата година. Поддржувачи на овој проект се Општина Газибаба, Кисела вода и Факултетот за земјоделски науки и храна, а представниците од овие институции денеска садеа овошни садници. Градоначалникот на Општина Газибаба Борис Георгиевски истакна дека со поддршката на овој проект треба да се грижат и да создадат услови и во останатите денови од годината. Кажавме дека и треба да се грижиме и да создадеме услови и останатите 364 дена, значи во текот на целата година да овозможиме услови за нивни престој, да развиваме посебни проекти од оваков тип кои што денеска засадивме овошки кои на символичен начин ќе можат самите тие да ги одгледуваат, да се вклучат во тој процес и понатаму ќе создаваме услови и атмосфера каде што учат и каде што се воспитуваат, да имаат пријатен амбиент и услови достоен за нормално одвијање на својата настава. И исклучително е битно дека во ваквите проекти покрај училиштето кој што не е останало само, заедно ги вклучуваме и другите општествено одговорни луѓе и во општината и во градот Скопје. Нашата улога како факултет е преку креативни, иновативни проекти од најмладата генерација до највозрасните да помогнеме да ги едуцираме сите лица како можат да бидат поблиску до природата. На овој начин сакаме и ние да дадеме еден мал допринос за сите лица со оштетен вид и да го испочитуваме овој денешен ден.